12 јануари, четврток е денеска. Кекел, добро утро. Добро утро, во овој прекрасен четврток, многу студен, во снег облеаната Република Македонија. Кај си моментално геолоциран, Скопје или Битола? Скопје на излезо од Скопје, крајот на Волково према Кучково. Патот тука е стварно се завеано со снег и мраз. Уште од минатата недела? Кога не се одмрзнува, тој си стои. Право да ти кажам, така и јас завчера колата во кисела вода на еден паркинг морав да си оставам да преноќи, затоа што можеше буквално лебедово езеро да се игра на паркингот, се беше подмрзнато. Да. После две седмична пауза за одмор поминав не Божик, Коледе, Бадник, поминав не шо уште поминав не и остана Василица. Ние имаме на изрека како песо на Василица кој ќе те врзат, значи треба да си стати е стварно толку лошо, да видиш пес остае надвор на Василица и ете се докажува дека стварно Битола и Битолско околу Василица, Божик Василица е студено и изреката од таму доаѓа како песо на Василица. Цела република е обвиена во студама. Тоа баш дискутирав, монологизирав утринава. Прво кукаме дека е жешко, кога ќе дојде ладно, кукаме дека е ладно. Најдија златната средина сега да те видам. Валјда на Бахамите, негде таму в Централна Америка, не Јужна, не Северна, него Централна Америка, валјда кај триаголникот негде најпријатно. Вчера со еден пријател дискутираме, се замрзнале задните врати на неговиот автомобил и вика, леле, ако на минус 10 се замрзнат вратите, вика, како функционираат колине на Сибир на минус 50? Има една изрека, вика, се десило чудо во негде на граница на Полска со Русија, некоја лада нива не можела да запали на минус 40. И те се прашувале зошто откриле, затоа што шоферот замрзнал. Ладата нива била во ред. Руска машината е спремно за такви екстремни услови. Денеска имаме 3 битолцизми, стандардно. Ајде, повели по твој избор. Ајде вака сега јас тебе да те прашам. Море, што стипса е овој? Стипса, типичен битолски збор. Многу во збор. Стипса, кој кажеш за некој стипса е значи дека е стегна. Неки да троши, не само пари, дури и збори неки да троши на збор. Да, овој збор најчесто се асоцира со мојата етничка група. Власите. Добро, сега така е востановено некако и се мисли, ама има и невласи што се стипси, како не, има. Добро. Инаку стипса на скопски е гумата што се става исто така после бричење на лице за да ја стегне кошата ако се исечеш. Точно има такви, да, се продават, уште ги имат, точно за да не течи крв, да стегни, да. Ги има, татко ми ги користи. Нешто што најдов, мислам дека тера битолско потекло, ама немам појма што значи е форес. Форес, то многу луѓе сега ќе помислат од Форест Гамп е првиот збор. Па и ја прво помислив ова битолчанец се учел англиски, па тето го заборел на крај да го стави. Охриѓани го клават, на крај зато е Форест Гамп. Добро. Форест е кога некој, например, јади нешто, да речеме чоколади, ти го гледаш и му велиш, не ми прави Форест, да искреши малце од очи. По скопски не ми прави лиги. Или лиги, така, сакаш да ти направам Форест, да виш како и не ми се јади. И ќе пробам, ќе ти се јади, тоа е Форест. И третото што го најдов, инкер. Тоа машка форма од инка. Дај ми го инкерот. Не, ни приближно, иако звучи логички. Па не, види, ако вие битолџаните може и за женски род да користите машка придавка, од типот кажи му на сестра ти, тога зашто да немате и машка ивенка за инка, инкер, например. И кажи му на мајка му исто така дека беше така, не беше. Точно. Инкер е, например, кога некој ќе прави трикчина. Еден добар пример ми кажа Ана Грезловска Михајлова, вели кога со дедо ми игравме карти или кога се игра карти, еден дедо да ти покажам демек некој трикчек со карти. Ајде, ти мене ќе ми продаваш инкери, јас сум јадел доволно лепи сол во животот, ти немој да ми кажеш мене инкери или да ми покажеш инкери. Значи трикчина со парички, со карти, вообичајно на децата кога му се кажуваат, или меѓу децата кој ќе се речи доста ти мене инкери, јас знам, не можеш мене да ми излазиш со такви инкери.
ај оди во казино да те видам и направи инкер на еден покер автомат. Не. На Blackjack некој пробале, ама за покер автомат не верува. Технологијата е непобедлива. Златко Кекел, ти благодарам многу за муабетот и битолцизмите утринава. Остани топол таму каде што си. Во случај да треба нешто да испорачаме, ќе искористиме новата дрон технологија на Амазон. Тогаш навистина ќе нема потреба да се мачиме да чистиме патишта, секи не доаѓа од озгора. Благодарам. Поздрав до тебе и до сите слушатели на најмакедонското радио 2. Ти благодарам. 8:11 за 10 минути почнуваме со родендени на Радио 2. Остани тука.